Благодарам. На почеток да кажам дека принципиелно ќе гласам и ќе го поддржам овој закон за изменување и дополнување на законот за минимална плата, затоа што секогаш ќе бидам на страната на работниците и секое законско решение што нешто значи за нив, ќе го поддржам. Но исто така, мора принципиелно и искрено од тука од говорница да им се каже на работниците, на оние што земаат минимална плата, што ги чека понатаму и што ги чека и другите работници во Република Македонија, затоа што сега, откако се распишаа изборите, се ќе им се ветува на сите. Значи се, буквално се. Но тоа еднаш го видоа во 2016 година и видоа што значи да гласаш за живот, а животот по 2 години или 3 да ти е многу полош од тоа што ти бил претходно. И тоа ќе го кажем со факти. На кој начин ВМРО ДПМН ја зголемуваше минималната плата? Значи, ти имаше минимални плати што беа 5-6 илјади денари и така натаму. Во мојот град, а исто така и во Кавадарци, од кога се отвори Дрекслер, Мајер, од кога во Битола се отвори Кромберг, Шуберт, од кога во Охрид и Струга се отвори ОДВ Електрик, минималната плата се зголеми на тој начин што се вработија по неколку илјади работници и зема многу поголема плата од минималната и многу од домашните компании мораше да ги зголемат минималните платата на работниците да им ја зголемат затоа што конкуренцијата го направи своето и почнаа работниците да им бегаат. Значи, тоа е конкуренција и на тој начин сите им ги зголемија платите. И дојдовме до многу повисока просечна плата на тој начин. Што ќе се случише ако тој тренд продолжише? Ако во Кичево, наместо Key Safety систем да остане уште толку години, да се отвореше уште една фабрика како Key Safety систем. Значи, сигурно дека платата ќе скокнеше над 20.000 денари, а таму има 1500 вработени работници. Значи, тоа е начинот на зголемување на платите. Реков во предизборниот период дека се ќе биде ветувано додека дојде 12 април, после 12 април, што ќе се случува во Република Македонија со оваа економија што ја има. Значи, не е возможно на кредит да живееш. Кога тогаш ќе треба да вратиш кредитот, каматите ќе растат и така натаму. Се тоа е задолжување на државата и можноста за исплаќање вештачки, било какви социјални приданоси и така натаму ќе биде помало. Но тоа ќе го видиме понатаму. Што е важно за Република Македонија? Значи, важно е да се подобри бизнес климата. А каква бизнес клима имавме пред 3 години, каква бизнес клима имаме сега, можат да ви кажат бизнесмените. Прашајте ги бизнесмените во собствените средини и градови, ќе ви кажат каква е бизнес клима и што влијае на бизнес климат. Кои се новите странски домашни инвестиции? Се нешто се зборуваше, но поминаа 3 години, ништо не видовме конкретно. Ниедна поголема странска инвестиција. Ви кажав, дојдоа инвестиции што вработуваа по 1000, 2000, 3000 вработени. Сега нема ни по 100, 200, 300. Зголемување на продуктивноста на вработените. Што имаме моментално? Според Светска банка и ММФ имаме намалување двоцифрено на продуктивноста на трудот, тоест некаде околу 11% е намалена продуктивноста на трудот. Дали имаме примена на нови технологии и вработување на
високостручни кадри кои ќе донесат многу поголема додадена вредност. Го немаме тие што се постручни и повеќе знаат, заминуваат во странство, се повеќе и повеќе. Дали го подобривме образовниот процес во овој период? Па да имаме изголемување на продуктивноста и вработување на постручни кадри. И тоа го немаме. Дали ги подобривме условите за живење во државава, тоест да почнеме на почеток од екологија, од здравствениот систем. Каде живеат луѓево во Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, знаете во колку загадени средини? 60% се болни заради загадениот воздух и се повеќе и повеќе ќе бидат доколку не се преземе во таа. Значи, се тоа влијае на бизнис климат. Исто така, еве, неколку години уназад, Светска банка и ММФ не предупредуваат што треба да преземеме и што не е добро да правиме во Република Македонија. И накратко ќе го образложам само со еден збор што го употребуваат секаде во нивните извештаи. Неизвестност. Неизвестност во бизнес климата. А знаете, да го преведеме на наши тука, што значи неизвестност? Тоа значи сеење магла. Значи, сееме магла, на бизнисмените им сееме магла и не знаат што прават. Значи, не може да предвиди кој ќе се расчисти маглава, што ќе биде. Дали ќе има поголем данок, дали некој ќе му направи нешто за да му го расипе бизнисот и така натаму. Значи, ова треба сериозно да го сватиме, но никој не го сваќа сериозно и после ќе се чудиме. А имавме индиции, еве, и за датумот за преговори со Европската Унија. Знаете, странците се многу културни, едуцирани и ти објаснуваат културно што треба да правиш, што не треба да правиш за да ја постигнеш целта. Но ние, кога сме власт, никој не обраќаме внимание на тоа и после се чудиме зошто сме дошле во таква ситуација. Ви кажав, доколку вака продолжи, доколку бизнес климата се влошува, а се влошува драстично, доколку сите странски инвеститори што разговараа во Република Македонија заминат, а замина 90% во Република Србија, што можеме да очекуваме и што можат работниците во Република Македонија да очекуваат до изборите и после нив? Доколку драстично не се пресече оваа ситуација. Значи, знаете што е? Значи, сега не се работи повеќе за шминки, за не знам какви ситни потези. Нас ни треба хируршки зафат за да можеме да створиме бизнес клима. Прво и основно владење на правото. Тука треба сериозен рез. Значи, бизнисот бара правна регулатива и сигурност. Бизнисот бара бизнес клима, што се влоши во последниве години. Што можеме да очекуваме натаму со платите на вработените, а сега, еве, ќе им ветувате, ќе им ги изголемуите. Како? Со помалку пари, со помалку вработени, со заминување на најстручните, највредните, најработливите во странство. Како тоа да го спречиме? Реков, принципијално ќе гласам за овој закон, но се она што го кажав не очекува во наредниот период доколку вака продолжиме. Единствено решение за се во ова е драстичен хируршки зафат. Тогаш и странците ќе не сватат сериозно, и нашите пријатели од Европската Унија ќе не сватат сериозно, а и странските инвеститори повторно ќе се вратат во Република Македонија. Благодарам.